Можеме? Можеме. Мартин Гјаконовски, огромна ми е честа што ја прифати мојата покана Сега. да ми бидиш гостин во подкастот Джезот денес. Подкаст наменет за промоција и афирмација на македонската джез и современа музичка сцена. Ама ова модерната, новата. Како си, Мартин? Одлично, еве, савајлечки по убаво сонце и крај на октомври го уживам во Скопје, бидејќи таму каде што живеам не е вака, туку е веќе месец или два веќе врнежи. Врни, да. Да. Така, добро, сега за гледачите на подкастот, хајде да видиме кој е Мартин денес пред да почнеме с тие официјалните прашања, иако подкастот не е многу официјална програма или не знам емисија, така да. Ајде, кој си и што се правиш денес? Тоа ми е некако прво прашање на сите им го Тоа поставам. правам денес. Па јас сум тука во Скопје роден, во музичка фамилија и отидов 90-та година на еден джез семинар во Грожњан со Реджи Workman. Таму тој ме запали за одење на New School да студирам тамо. Арно ама почна нередите и немирите во државава. Тоа беше, извини, почетокот тоа на беше 90-ти? 90-ти, да, средина на 90-ти, крај на 90-ти. Па нешто свиревме во, сакам да кажем како отидов од овде, како најдобриот бенд во Грожњан имавме чест да свириме во дворана Истра, во Загреб, во октомври. И тука ги запознав сите важни хрватски музичари, се пресели во Загреб, живеев неколку месеци таму, сретнав некои хрвати што студираа во Келн. И така отидов во Келн во јануари во 91. И од тогаш живеам во Келн, во близина на Келн, и живеам исклучиво од свирење джез концерти со влезници, со продавање CD-а, со муабети и такви работи. Значи од друго, Значи, Не комплетниот твој инкам е уствари од джез музика. да, од джез концерти, значи не джез кафиња кај што доаѓаат луѓе и пијат и слушаат помалце бекграунд, него баш Така, да. баш концертантно. Концерти со тикетси со се. Да, да. Онака како што сите ние би посакале еден ден да не се случи, но за жал не се случи. Спрема тебе мислиш дека моментот одењето во Германија, одењето во Келн имаше пресудна улога за ова што си денес? Во смисол како реализиран артист, затоа што ние сите тежнееме да се реализираме и да стигнеме на нивото да можеме да живееме од продажба на влезници. Веројатно беше многу важно да се изоди патот до таму. Значи на 15 бев веќе пратен од музичка младина на Македонија со камерен оркестар која свира се уште само класика, која почнува со джезот. Значи од 15-та година, 14-та сум на пат, да кажеме, интернационално. Така што не ми падна тешко да го направам овој чекор. Сега тој чекор да се направи, да се оди таму горе и да се почне од нула всушност, кога знаеш дека овде свириш по, не знам кај свиравме, по Make-up, по Van Gogh, нели, MCM, Со Тони свирате. со Тони, со Петар Со Енџов, Дуев. Стапс, како се вика, бендовите, да, со Павел Енџов, со Дуев и така. Со Гоце Мицанов, Лавиш. Гоце, да, Лавиш. Тоа беше тоа време. Ама мораше да се напушти тоа, да се оди негде каде што никој не те познае, да видиш како е. Каков чекор е тоа за млад човек, мислам, да одиш негде кај што никој не те познава. Да, и да почнеш од ново. Ресет и окей, сега да видиме кај сме, окей, конкуренција, луѓе еден куп, сцена јака, каде што не можеш тек така да влезеш, Така. него треба прво да се расчуе дека си доволно добар, дека си Да се рачуе гласот. да се расчуе гласот, дека може да се потпрат на тебе, значи reliable. Среќа, не знам, среќа, благодарноста не смее никојаш човек да заборави, да ја изгуби. И мислам дека во мојот случај отидов во Хрватска па во Германија, ама можеше да се случи да почнам негде другде, значи да отидам Италија па да останам таму или не знам, или Америка на вистина се оди па да се студира таму, да нели? Добро, Америка во 90-тите, Америка денес е два различни светови, така да
многу джез музичари кои што живееле во особено за Њујорк, нели, како на младите Да. сакаат Њујорк, сега музичари, нарочито джез музичарите мигрираат надвор од Њујорк и едноставно стана сега е неподносливо место за живење. Се е тешко. Мојот избор беше Германија, така излезе, така таму останав и таму сум до денес. И живеам исклучиво од тоа до денес. Така, тоа е, да. Добро, некако ти ја почна, јас те прашав што прави Мартин денес, ама ти почна малце историски да ми кажеш, ама ајде, кога сме тука на ова прашање, скоро сите што дојдоа джезери во подкастот, го спомнаа твојот татко како Да. основоположник на джез музиката во Македонија. Тоа ни кажа најдобро, тоа ни ќе биде во наредната емисија, бидејќи последните години од животот беа заедно нон-стоп. Да. Ама ајде, збор два за татко ти, за Драган Ѓаконовски, ама и за син ти, Леви, кој што е исто ја продолжува джез музиката и е одличен топанар. Така да малце за гледачите на подкастот и таа страна твоја да откриеме. Значи, татко ми почнал како хармоникаш, придружувајќи го својот татко Васил и постар брат Хари. Така. Значи, бил rhythm and harmony slave, ако сакаш Одлично. да го разбереш така. Значи, двајца виолинисти, се разбира дека им треба корепетитор, клавирист или пратник. за по-мобилно хармоника. Морал да биде музичар, како што и јас веројатно станав музичар од два родители музичари. И импактот беше, се разбира, голем, зашто дали сакаш или не, кешко бебе. Ја слушаш музика. Одиш по тепихот се ваѓаш нешто вамо тамо, лазиш и слушаш цело време тоа што татко ми го преснимуваше за твоите колеги, за своите драги роднини, не знам, пријатели. И тука, значи, тоа влезе во увото. Дали е Бразил, 66-77, Серджо Мендес, дали се биг бендовите, дали е Блейки, Джестет и такви комба, дали Ела, Сара, Singers Unlimited, се разбира дека има најголема улога од целото тоа. Од Singers Unlimited сите плочи, освен Божиќната, таму фалеше на татко ми во колекцијата. Тука всушност тоа беа композициите, джез стандарди, што ги научив на тој начин, преку Singers Unlimited. Да. Многу комплексна работа, нели? Така. Кој денес, ги свирам. Ама како младо дете, мислам, како млад човек и ти останат во подсвеста затоа што си ги слушал од најрани години. Точно, јас почнав со 6 години со виолина, кај Љубомир Братоев, професорот. И да, во моментот дојде стрико ми Хари од Финска и донесе едно виолинче мало и кога дојде време да се направи тој приемен испит на нижо музичко училиште во Скопје, ме праша само дали сакаш виолина или клавир. И ја викам виолина, пошто само што ја добив, а клавир имавме дома, се разбира. И така почнав као клинец до 12-та година, па не знам, нешто не ми се вежбаше виолина, бев подобар во џамли и тука имав краста од џамлиите. И паузирав. Децата денес сигурно не знаат што се џамли. Не знаат што се лајка, некако се викаше тоа. Кожа, како се вика дупката. Шлајка. Да. Така викам. шлајка. Згора стававте кожа за да не Па јас не клав, туку одев на час вака со ова крастата овде и викам, гледам што си вежбал ти, виолина сигурно не си. Така. И така се префрлив на контрабас во средно. И сакам да кажам дека во тоа време јас слушав Дуран, тоа беше New Romantism, тогаш Eurythmics, не знам, Tears for Fears. 80. Да, Средина на 84-та, 5-та. Депеш Мод сигурно. Точно. Така и се шатиравме и тоа се слушаше и... Како беше то Dark Wave беше некако така? Не беше не Dark. верувам. Не, New Wave. Dark бе. New Wave, тогаш се викаше. Top of the Pops, Wham, сите ови. И значи музиката што ја слушав беше таа. И татко ми велеше, абе дај, он веќе почна да работи со Тони.
baš je zema ta Gibson Howard Roberts ili така nešto, gitara. Так. I Legendarna. викаше, дай бе да те научам било шо. Контрабас, гитара, клавир. Значи јас немам јас ученици, ама тебе ќе те научам да бидеш најдобар у свет. Колку години, извини, ова? Бев, па имав 5-16 години, нешто? 14 години има. Таа е возраст. 14-15, така. Јасно. А јас не ме интересира, јас по некакви забави имав некакви ремикси, од братучет ми он ги имаше најновите ремикси, од Грција ли ги добиваше или не знам каде, касети, по партис, тоа беше. Human League, не знам, A Flock of Seagulls и така натаму. И дури му ги крадев на татко ми касетите, што беа со податоци, обележани убаво педантно, и преснимував со Top of the Pops за партис. Леле, кога примети дека му фалат, леле, и рече, абе, немој бе. Значи, можеше да биде бесен, ама не беше, Ке земеме други нови. Немој, ова што го слушаш ти, трае година-две, а ова што го бришеше вечно. Така е. Ела Фицджералд, не знам. Саравони. Да, бришеш. И некако, да, не можевме да се разбереме. Дуран, кога е слушна, вика, чекај, чујам што слушаш. Ми зеде од Манич, од Томислав Манич, кој ни беше кум, една еко бас гитара, јас си ги извади праговите одма, цак. Фретлес. И на Џон Тейлор од Дуран, басистот, од Рио, тоа ми беше прва бас линија што ја симнав. И вика, овие се добри. Овие пеат маце као Битлси, интересно пеат и така, има нешто, добра музика, не е лоша музика. Ова може. Да, ова може. И првата джез плоча, под наводници, беше од неговите албуми со плочи. Secret Agent од Чик Корија, со Бани Брунел, Том Брехлайн, значи плоча што ја знаат неколку луѓе само. 70 и некоја година, нешто така. Оригјански сигурно ја знае зашто Бани Брунел беше негов. Идол. Да, така нешто, 70-ти, 80-ти. 70 нешто беше. Fusion. Така. Fusion. Так. Central Park, или како се викаше, не заборев. Да, тоа беше прва плоча што беше во тој правец и се отвори. Значи, преку Дуран, Чик Корија, Fusion, и така почнав. И завршив негде на 16 години со Blakey, Jazz Messengers. The Jazz Messengers. Album of the Year. А кој ти беше онака Да. тригер контрабасист? Рей Браун, можеби, или... Контрабасист ми беше Рей Браун заради плочата што имавме со Квинси Джонс, кај што свири он Killer Joe. Значи он не свири соло, само прати. Бени Голсон, Killer Joe. На Бени Голсон, Бени ама Голсон, овој Квинси Джонс Big Band ја свира као прва композиција на плочата. Да, рифот е Killer Joe со овој. Да, фантастичен рифот. Да. И баш го проучував него. Рей Браун ми беше врв преку Тони, со кој почнавме да свириме као клинци. Тони Китановски, така? Тони Китановски, да. Тони Китановски со Оливер Дуев. Значи, јас и Оливер одевме во средното музичко училиште и после школа се наоѓавме кај Оливер да учиме нови стандарди. Сега, Тони рече, окей. Значи, првата джез композиција или стандард што ја научив во мојот живот, преку Тони, беше Fly Me to the Moon. Fly Me to the Moon. Како трица, како валцер, бавен. Тој ја имаше научено од Барни Кесел. Така. Барни Кесел трио на не знам какво шоу со Рей Браун и Шели Мейн. Извини што ќе те прекинам. Дали знаеш дека на подкастот кажа кај Шпато дома, прв пат ја слушнав Кени Барел. И тоа што реков дека ќе правам само, мислам ќе се занимавам со джез и само джез, така да него му беше Кени Барел, нели? Да. Кени Барел. Не, чекај, дали беше Кени Барел? Или Барни Кесел. Барни Кесел може. Барни Кесел. Да, добро. Значи Кени Барел Не можам да се премалку. Да, Кени Барел. Кени Барел, не мислам Кени Барел. Поќе блуз што свири. Барни Кесел, со акорди, нели? Да. Кени Барел е бибопот. Извини, Кени Барел исто една прекрасна плоча имаше со Бен Райли и со Руфус Рид, кај што свират You're My Everything и такви работи, прекрасно.
Barney Kessel, mislim. Barney Barney Kessel, Kessel, Paul Wieners, Така. so Shelly Manne и so Ray Brown. Kenny Burrell, Barney Kessel. Така. Тоа е Знаеш, тоа. Добро, се 50s, Така- славните гитаристи од 50-тите години. Джез Значи гитаристи. прва беше секојаш се сеќам дека свиравме во МКЦ. Прва беше секојаш како на шоуто на Барни Кесел, што го симна Тони. Прва беше Fly Me to the Moon, втора беше April in Paris. Опа, супер. Трета беше Danny Boy соло, Те бои, не. соло Traditional. Тони, traditional, затоа што тоа беше така, значи ги копиравме Барни Кесел трио. Ама за мене беше Тоа е преубаво. фантастично. Пази, кој денес ја свири April in Paris, кажи ми. Во Германија не многу луѓе. Fly Me to the Moon заради... Легендарен е Декстер Гордон. Април и Париз, и во филмот Round Midnight, нели? Окей, На окей, ама тоа е веќе Во улицата. 90-тите веќе. тоа е 89-та, 90-та Така, филмот. окей. нели? Round Midnight за гледачите на подкастот треба да го гледаат тој филм. Да. Декстер Гордон. Декстер. Така, ама вака сега да кажеш, ај, Jam Session може, April in Paris. Знаеш, Keep it simple. keep it simple. И така почнавме и се сеќам на еден момент, татко ми не знам, 86-та на крај го скрши колко од се лизна на јамболиите, знаеш. Македонска работа, паркет, јамболија без она измеѓу. Така. Се лизна го скрши во болница беше и не знам, на рехабилитација и почина после тоа. Така. Дали емболија, не знам што беше. И значи снимивме нешто во трио. И отидовме во болница во рехабилитација да го посетиме и послуша и вика: "Добро, Мартине, ти малце поише ground tones. Малце основни тонови, повеќе знам дека сакаш да шврляш лево десно, малце по весело, по интерактивно, ама за да Тони може да седне баш, да се опушти, Спокоен да мораш да биде, му да биде држиш спокоен. прва секогаш, остатокот ќе видите. Тоа беше неговиот тип од која ја слушна снимката со Трио Шпата на времето. И така, и тоа беше последното што го кажа. Истото Тони го кажа, да знаеш. Епа да. Истото го кажа. Епа тоа е Однесовме што останува. И бев многу среќен затоа што Шпато слушна како ние тројцата нешто отсвиривме и Тони рече многу бев среќен затоа што во неговите последни Да. мигови или денови да. слушна како ние тоа го сниме. Сигурно се израдува дека, пошто ако е тоа почетокот, Да. сигурно се израдувал татко ми каде ќе оди тоа се. Така. И сега многу ми е жал бидејќи најмногу ми е жал што не доживеа барем уште некоја година да чуе дека со неговиот омилен југословенски музичар Душко Гојковиќ ќе почнам да свирам и со кој веќе сме на 13 албуми заедно. Фантастично. Навистина, мислам, Душко ја презеде Душко. улогата исто годиште со татко ми, нели? Ама поживеа до 91 година. Така. И така, баш сега слушав во кола, доаѓајќи на Самба до Мар. Фантастично. Тоа е, и тоа ми е жал, што татко ми не го доживеа барем тоа да види, вау, окей, Душко, окей, ке те биде. Така. Добро, моје следно прашање, не кажа за Левин. А за Левин, да, па Левин бидејќи, значи јас не го притискав Левин ништо да прави, ама басист, Ама чисто свири како фантастично да не свири. пази, како Фантастично. класичен виолинист, татко, што има Так. син корепетитор, пианист, или бубњар татко, има басист син или бубњар син, така јас како басист, мене ми е најважниот инструмент во животот бубањот. Така, добро. Најважното во бендот ми. Тоа им не го бубањот. кажувам и на студентите стално. Апсолутно. Тапа народ е најбитен за да знаеме што правиме. Нема да веруваш. Значи јас го земав Левин кој имаше 2 години. Само што наполни 2 години, тоа беше значи октомври. Веднаш на турнеја отидовме со Никола Симеон, Круно Левачич и Фаусто Бекалоси. Тоа беше турнеја 10 дена, јас го земав Левин со мене. И четворицата возевме, он во средина, креветот позади негов, басот над него вака. И сегде го легнував во бекстејдж, ама на проба беше секојаш, тонска проба секојаш.
беше присутен, а додека траја концертите, спиеше во бекстејдж, како овде сега, кога би свира да горе. Да. Значи, он ја знаеше цела музика од своја втора година. On the road од 2 години. On the road до 7 додека не почна да оди во школа. Така. А од тогаш само во распустите го земе. Така да... А желбата му се јави сама за да свири таму? Не знам дали му се... нешто имаше некакво видео кога беше клинец, не знам колку имаше година дена. Нешто бу-бу-па, баш имаме видео, бу-бу-па, нешто лупаше во ресторан. Викам, бу-бу-па, окей. Со 3 му купив еден киндер шлагцовик, значи бубањ за дечиња. Купив одма чинели прави сталци, нели, пошто киндер сет. Од право дрво, ама знаеш како се сталките онја, знаеш, да се кршат лесно. Не се беше метален од Милениум од Томан, ама му купив се друго, значи на 3. Почна да свири од 6 или така нешто. 6-7 почна со овакво, до тогаш јас свирив. Така, ги свираш. Јас ги свирев да види он. Так. И така. И еве во меѓувреме има трет албум веќе со мене снимено. За да го тргнам од компјутер, пошто ексцесивно седеше на компјутер и беше, знаеш како сите клинци, League of Legends, меѓу првите 10 на свет, многу беше тешко да го тргнам. Starcraft и такви работи, да. Стратегичко. Ама го тргнав, го однесов, го пратив 3 пати во Грожњан, каде што јас почнав на workshop. Така. И во Ново место 3 пати, уште едно 4-5 workshopi со Адам Нуцбаум, со Клеменс Мако, со Владо Костадиновиќ, со не знам, со Џон Рајли, со you name it. Значи, како да го отргнеш, мора да му понудиш нешто такво. И загриза, почна да студира во Оснабрюк 2 години, па не беше задоволен нешто од многу спика со професорот, а малце пракса, па се префрли, отиде кај Хауард Кертис во Грац. И дојде пандемијата, се врати во Келн. И така, денес, значи пандемијата го научи да живе од музика, свирење, бубањ, но уште додатно да може да преживее, се фати со... Почна да го викаат по клубови и по фестивали како light DJ. Така да е она, со светло е многу го бива. И ова што ексцесивно на компјутер работеше денес, со тоа заработува пари исто. Професионално, да. Работи онака 2 дена во неделата по избор во една фирма. Одржува се што е IT. Така што вика тато, окей. Свирка е супер. Другите 5. Ништо, да. Значи дека живее пристојно. Така. Добро, моето следно прашање за твојот последен албум, ама јас ќе те прашам првем дали памтиш, дали знаеш бројка колку албуми имаш снимани? Треба да се негде на кај 235 во меѓувреме. 235, така, значи на година секојаш доаѓаат. И сега ако те прашам твојот последен, сум многу глупав од твојот последен. Ајде за некој од албумите. Најсвежиот што го снимив и што излезен веќе. Така. Значи најсвежиот што го сними во јануари. Така. Како сайдмен, нели, како така, придружувач. А веќе излезе пред 2 месеци, е Out of Space од Маркус Харм. Добро. Значи Маркус Харм е еден одличен алт саксофонист од Штутгарт, што живе кај Нюрнберг, стана професор за джез саксофон во Виена. Таму има 2 академии, он стана наместо, он го зема и местото на Волфганг Пушник. Значи со него, со Андреас Фајт, млад пианист. Баш се чудев, чекај дечки, колку сте вие стари, јас со клинци свирам. По 30 години. Па тие беа, чекај како рекоа, дека 87 годиште изгледа. 30 и... Значи тие двајца. Жена. Пианистот и 6-7 години. Пианистот и саксофонистот се... Со пианистот веќе имам снимено 2 албуми. Так. 19 и 22. Андреас Фајт квартет. А ова е и Влада Костадиновиќ, што е 80 годиште. Квартети. Многу ми е жал што го немам тој албум овде. Кога доаѓав наму, доаѓав со свој микрофон, свој лептоп, со пикап што му донесов на Зоки.
Така да немаше место да го пикнам CD-то, да. пикнеш, Да, за да го имам вака. Следниот пат кога ќе дојдеш, ќе го донесеш. Мајка ми во Битола има една копија. Да, супер. една успеав минатиот пат да ја донес. Тоа е најновото и мислам дека е едно од помодерните, така многу е up to date. Modern New York sound, како да кажам, значи Так. онак не знам. Супер, ќе ми пратиш линк да го слушам. Да, Out of Space, Out of Маркус Space. Харм, мислам, страшна свирка. Тука- Баш керка ми е исто музичар, она пее и студира джез вокал во Берлин. Тоа не знам. Има Тоа не свој знам. бенд и цепа свој. Свој бенд, свој турнеи, свој композиции, свој синглс. Значи се своје прави. Пошто вика ти во синти се инвестираш, ја во мене ништо, така да јас си цепам своје. Ми се јави, вика, многу добра плоча, вика, имам еден плейлист, огромен, и слушам една композиција, вика, кој свири овде бас? Позната ми. И гледам, Маркус Харм, татко ми свири бас. И ми се јави. Многу добра плоча, вика. Добра плоча си Тоа снима. она вели дека е добра, Добро. помина. Ајде неколку од дисковите, јас имам фаворит, сега. Кажи ми што имаш ти? И мене ми е, Да значи, видиме. прв ми е Ел Равалд со, значи, триото со Васил и со Од Алекс 2009, Секуловски. да. Тоа што го свиревте во Битола на джез фестивалот и не знам, тој концерт ми е онака на срце останат и не знам дали се сеќаваш. Тоа беше ама- во Магазата? Не, во Народен театар Битола. Тој програм го свиревме? Па да, свиревте Ел Равалд и свиревте од овој новиот албум. Аха. Овој новиот го извадовте 22-ра. Не, да, мислам дека 19-та го А, 19-та е... 19. 19-та е снимена, ама кога излезе? Ово излезе пред 2-3 години. Мислам дека тогаш Васил го донесе. Може 21-та да излезе, бидејќи бевме на мала турнеја кога свиревме кај тебе. Да, точно така, а не знам дали знаеш, ама најверојатно не знаеш, не знаат ни гледачите од подкастот, дека Добро. ние таа година, специјално за Алек, за да дојде од Канада, Добро. фестивалот во јуни го правевме. Иначе секогаш го правиме во април. Јас мислев тоа има Не. врска со пандемијата нешто. Па, не. Туку го направивме во јуни, за да може да дојде Алек и за да може да го Браво. свирите токму ова трио. Браво. И тогаш го обезбедивме и убавото пијано, тоа акустичното пијано. Зелерот, така да Зајлер. некако Зајлер. Зайлер, некако ја склопивме работата за да Да. може да настапите. И многу сум среќен за тој концерт. А можам да ти кажам дека Ел Равал, последната копија што ја имав од Ел Равал, Алек пред да заминува за Канада ми ја зеде и ми рече ќе ти Да. дам копија, уживај ќе ти дам копија и еве 13 години ми ја носи копијата, така да го поздравиме. Време е да ми ја донеси копијата. Ке ти донесам јас, мислам дека неколку, да. Пошто го мене- нема, тој албум го нема, мислам дека и кај Шурбе го нема, веќе го нема, така да. Во Белград ми го бараа тој албум, Ел Равал, зашто тогаш кога излезе на Васил триото со Алек и со мене, многу се ширеше низ Белград тоа CD и вика дај ми копију, баш тогаш снимав некакво после тоа CD со Гојковиќ, горе со Биг Бендот и вика јел имаш тај? Тоа да, акустик Да, триото. Ни донесе Интересно. доста Јас дискови, имам нешто неколку што дискови- сакаш ти да нешто што ти е онака. Па не знам, јас Ајде, вака, мислам, јас ги представи донесов неколку само представи. дисковите што ги најдов кај сестрите мои. 230 дискови. Да, пази сега, 230 дискови кои ќе кажем, значи тука се наоѓаат и World Music со Никола Така. Симеон, со Така. не знам, значи се можно, а интернационално признати со фаци се едно 140. Значи, Импозантни бројки, Значи- се Мартинова се импозантни бројки. Тоа се бројките, имам една листа од highlights дискови со кои се гордеам дека сум на нив. Така. Ја имам излистано за која рекорд компанија, сега треба да направам сите 200 и кусур, да ги документирам, за да не кажат луѓето, шо, ајде да видиме кои се тие. Разбираш? Пошто овде ги донесов овие што ги најдов и некако ги ставив по некаков редослед. Хронологија. Па така, ова се цедињата од не знам колку CD-ови има овде, сигурно има 50-60.
Ова се тие што од време на време сакав да ги чујам онака во кола, си ги чујам или каде што сум овде со жената и така. Првото е, или најстарото од овие што ги имам, е Far Out со Антонио Фарао, Боб Берг, Дејан Терзич и со беше мене. во на Скопски джез фестивал свиреше. Антонио Фарао. Може би. Да, свиреше сигурно. Вака за да го видам. Да, тоа е Боб Берг. плоча со Боб Берг што ја снимивме. Еден ден пред тоа го имавме единствениот европски концерт на Боб Берг. Пред да ја снимиме плочава, а месец дена од кога се сними плочава, тој загина во сообраќајна несреќа. На денот кога добив оваа плоча од Кам Креационе Артистико Музикале Рекордс во пошта, баш му свртив на Дејан, викам, стиго е CD, вика, си чуo што се јуче десило. Боб загина. Да, и многу ми е жал, ама е прекрасно CD. Тоа е 2002. Од 2003 е ова што го слушав сега во колата, Самба до Мар, од Душко Гојковиќ, со Ференц Шнедберге, со Джерод Кегвин. Джерод Кегвин е перкусионистот на Раби Абу Калил, сигурно доаѓал тука многу пати. Да, рао. А со Ференц Шнедберге, првата плоча со Дейвид Фридман и Круно Левачич ја снимивме за Ења 94 година. Истовремено со Nights of Skopje, со Душко, Джани Басо, Круно Левачич и Петер Михелич. Ова плоча е многу така даде нов правец кај Душко, кратко да застрани од својот бебop, blues and ballads и отиде во Latin jazz. И баш јас му го предложив Ференц Шнедберге и бидејќи беше Ењар артист исто и Матијас Винкелман, му го предложи и Душко се сеќам кога ми се јавуваше, вика, Мартин, е си сигурен да тај може да испуни своју задачу? Викам, да, може. Пошто вика, никош не сум снимил плоча без пијанист. Ова ќе биде прва. Викам, уживе, ќе биде окей. Ќе го фатиме во коштец, ќе го стегнеме и ќе отсвири кој што треба да те прати. Многу е добро. Самба до Мар, од 2003. Добро. Од 2007 Фалк трио, тоа е Клаудиус Фалк, еден страшен саксофонист од Ахен, во близина на Келн, што е сега професор во Мајнц на школата. И ова е многу модерно трио, CD, тенор сакс, контрабас и бубањ. Значи, негови композиции свириме, ама по традицијата на Орнет, на Сони Ролинс, така. Мислам, многу, јас свирам ист бас како на Самба до Мар, 4/4 со огромен корпус, тежок за свирење, ама се слуша дека оно... Крео. Да, ова е баш се слуша многу. Супер, тоа ќе го чујам. 2007 е ова. Супер. Онда имamo 2000, мислам дека беше 8. Ова е Франкфурт Jazz Trio. Со... Добро. Со Томас Кремер, бубњар, и Олаф Полцин, пијанист со кој почнав да студирам во Келн, кој е професор во Грац за школа, например, он е професорот на Гордан Спасовски. Стандарди во најубави можни верзии, навистина, ретки стандарди. Значи, многу ретки стандарди, Розета, Order on Hines, Con Alma, Dizzy Gillespie, Warren Whaley, Duke Ellington, So in Love, Cole Porter, Rocking Chair, Hoagy Carmichael, Folk Tale од Ornette Coleman, Goodbye од Gordon Jenkins. Мислам, врвни композиции во врвна изведба. 2008. Акустик трио, и тоа е... Тоа е акустик, тоа е баш пијано трио, straight ahead, mainstream, ама најфино што може да биде. По традицијата. Бил Еванс, да. Оскар и така натаму. Денис Гебел е саксофонист, модерен, би рекол дека е негде 80-85 годиште и свири сега во наместо Тони Лакатош во франкфуртскиот Биг Бенд. Добро. И ова е многу модерен саунд и груви и
po tradicija na Ben Wendell, na Chris Potter, na tije. I tuka sviri jedan Znači, Pablo sovremeni, modern sovremen, ama groovy. Znači, Dennis Gabel, Pablo Held, jas i Jonas Burgwinkel. Znači, Pablo Held i Jonas Burgwinkel se členovi na poznato to Pablo Held trio, što najmnogo go fura v Germaniji, v poslednjive 15 godini bi rekao. So gosti Scofield, Lovano i tako natamo. Znači, to se imat svoj jazik, svoj language, po koji funkcionirati. Ovo je neka kompilacija među toa i među Denis, Groovy, mnogo dobar. Tak, odlično. Da, ova beše, od 13. Onda imam jedno Elmar Brass. Ovo je za Savano Records. Savano Records je mnogo prominentna diskografska kuća v Japonija, koga beše gorda na krstarenje, so pomorski, so cruiser, v Japan otide v record shop i site ovije cedinja gi najde. Vika, Martin, gledaj. Te ima. Da. I Japanci te gi znaat ovije Savano. Ovo su Elmar Brass i Nicola Angelucci. Tak. Trio Straight Ahead. Mainstream jazz. Mainstream jazz, da. Ovo je, kako se vikaše? Zaboravim. Okay. Antonio Farao, Boundaries, ovo je jedan kvartet od, mislim da 15 godina. So Antonio i dvajca Italijanci od severne Italije, Mauro Negri na tenor i soprano i Mauro Beggio drums. I Luigi D'Annunzio, to je jedan od naj dobrite alt saksofonisti od Rim, u stvari od Napoli s izvinom. Snimena za Verve. Znači, seriozna izdavačka. Da, ovo je modern sound. Seriozno. Boundaries ovoga ima. Ovo je 15. Onda su Dennis Gabel su svoj kvartet. EP su njegova muzika. So Sebastian Šternau, što je profesor v Mainz, klavir. Tak. Silvio Morger, jedan od podobrite bubnjari. EP, Original Music. Ova je CD-to što go donesao, što stoji tuka. Така. Ima sreća jedna produkcija. Ова е едно од најомилените, затоа можеби Ова ми е го едно ставам. најомилените, затоа го ставив тука, иако испадна дека на крај свирам само една композиција и тоа првата. Sometimes I feel like a motherless child. Ао, каква И- тема. Джимми Скот Супер. бил, значи почина пред некоја година, ама пеел истовремено со Ray Charles и секојаш бил understated. Аха. Значи, ама... значи, бидејќи не... Значи, тоа е еден маж Вау. со глас висок, како жена, Джои Ди Франческо. со Joey Di Francesco, со Kenny Barron, со, Ау. мислам, И Кени Барон е на дискот? да. Мартин, браво. Мислам, И со Bob Mincer. јавно ќе ти кажам браво. Кени Барон е. Да, сакам да кажем, многу ми е жал што не можев еден, баш ми се јави продуцентот од LA, вика, каде си? Во Франкфурт, баш имав проба за утре за концерт, вика, добро, супер, откажуе го концертот, качи се на првиот авион и утре стигаш и задутре си на сешен со Майкл Гибс, со Боб Минцер, со Joey Di Francesco, со Питер Ерскин. Викам, не можам, бидејќи мојот збор, Да, кој ќе да, го дам, не апсолутно. можам да го прекршам. Апсолутно. Тоа е мојот џоб. Мојот збор е мојата работа. Добро, извини пак што ќе те прекинам, на пример. Затоа сум само на првата, а остатокот беше од тој LA session. Види, мене уствари тригер во животот за да слушам джез и за да сакам джез ми е Кени Барон. Океј. Така да Тогаш го знаеш дуо од CD-то со Дейв Холанд, кај што свират стандарди. ги знам и тоа можам да кажам за гледачите на подкастот дека ако треба да одберат некаков джез пианист, Кени Да. Барон е можеби вистинскиот. Ама овде не е само Кени Барон, гледам Диджи Бриджвот, Да, гостите се јаки. Кој не? Вака се, значи, ова е... Има и документарен филм, всушност филм како игран, направен, што одеше на
на филмски фестивал во Краков, во Торонто и уште на неколку места. И тука е целата сторија на Джими Скот. Всушност, гледачите можат да погледаат I Go Back Home, Джими Скот, и тука ќе видат делови, трейлерот од филмот го има таму. Најинтересно ми беше што еден од пеачите што пее дует со Джими Скот е Џо Пеши. Така. Глумецот. Така. Што има свој бенд каде што се вика Џо Дог. Така, мислам, многу талентиран пеач, Џо Пеши. Така. Ние го знаеме од Goodfellas и така натаму, да. Казино, ама многу интересно. Ова беше, би рекол, highlight, она international highlight. Така. Одлично. Беше, да, 14 беше снимано, 16 излезе. Уште едно CD со Елмар Брас трио од 2017, Straight Ahead, како што се вика, тоа и го свириме, гледај. I've never been in love before, don't get around much anymore, I'll remember April, Burke's Works, Misty, Blues for Monty, Angel Eyes, Love for Sale, Lotus Blossom, Our Love is Here to Stay, Honeysuckle Road. Значи, стандарди, што ги знаеме. Така. Што се свира? Во трио верзија Straight Ahead. Пиано трио тоа? Пиано трио. Така. Пиано трио. Веќе следната, исто. Значи, со тој бенд патувавме во Јапан. Турнеја во Осака, Кјото, да. Супер. Убави концерти, убави... Да, исто, Савана. Пред короната, претпоставувам. Пред короната, 2017. Кога се живееше? Еве исто уште едно, се вика Бразаби. Аха. Васаби се нели овие Да, васаби. грицкиве, Да. се Бразаби заради неговото име, Елмар Брас. И тоа е исто во Јапонија? Исто во Јапонија, исто Савано, ателие Савано Records. 2017-2018 беше 20 годишнина со Frankfurt Jazz Trio, со овие со Олаф Полцин и Томас Кремер. И тука свириме многу. Ова ми е едно од омилените цедиња, значи мајка ми, што е музичар исто, Така. овој бенд е омилен. Вика, имате свој саунд, тоа е pure beauty, значи тоа е Олаф како свири, вика, тоа е тоа. Тоа е есенција на джезот во пиано трио. Тоа е тоа. Вика, се друго што ви набројав или што имам во мојата листа на работи што сум ги снимал, се сведува на убави. Тоа го имате, да. На врв, на музика. Зошто човек постои за да... И тука ги имаме, например, The Moon is a Harsh Mistress од Jimmy Webb, што ја свират петметини Чарли Хейден на Мисури Скај. Да, Мисури Скај, да. Ја имаме Pra Dizer Adeus од Еду Лобо и One Morning in May од Хоги Кармайкл. Ова CD има многу големо значење, исто во мојот живот. Така. 2018. Имаш уште едно? Имам уште едно, ова е поново, значи ова е, јас би рекол дека е Интересен лани дизајнот е снимено, да, ова е за Jazz Records, тоа се дечки од 2023. Мартин Засе трио, Мартин. Longing, со Јост Ван Шалк. Исто Вака како изгледа. сайдмен. Као сайдмен, да, ама сум во триото на Мартин Засе веќе, Така. би рекол, 10 години. И свиреме многу, значи многу свирам со овој човек. Тука првиот концерт што го имав организиран од Buggy Communications, Skopje City Festival, беше со... Така, градски фестивал. Беше со Паул Хелер на тенор, со Влада Костадиновиќ. Го гледавме. И со Мартин Засе, тој е тој, Го гледав. пианистот. Да, го Епа гледав. во неговото трио јас свирам, иначе и веќе Мејнстрим трето беше и се- тоа беше. Мејнстрим, ова е беше, тотален го гледав. мејнстрим. Ова Тенор е баш- свиреше. Тенор мислам дека беше саксофон. Да. Се сеќавам. Го гледав тој концерт. Ова е со ова трио свирам, би рекол, најчесто. Баш вчера ми стигна од овој Мартин Засе, ми рече, еј, гледате дечки. Мартин Засе трио со Питер Бернстайн на еден фестивал во Холандија и го препратив баш на неколку луѓе. Вчера. Така. Питер Бернстайн е гитарист. Да, страшно, да, Фантастично. страшно. А со ВДР, Биг Бендот?
Имаш Со VDR Big дискови Band-от? имаш сигурно доста. Не, јас немам снимено со нив, пошто немаш се уште снимено? ја не сум нивен басист, туку нивен басист е Џон Голдсби, веќе од 90-та година или 92-та. А јас го менувам често. Ама доста настапуваш со VDR. Да, ама тоа е онака како замена. Аха. Значи јас сум како замена. Substitute, значи. Substitute, ама тоа е всушност и чак и поубавата верзија, зашто не се бавиш само со тоа, него се бавиш со мал ансамбл и кога ќе улетеш у Big Band, донесуваш нешто свежо, Така. што доаѓа од Добро. помал ансамбл. И ниф ми е по кога имаш Big Band големи, кога ќе смениш еден саксофонист да смениш. Да. друго А ритам од- секцијата, поготово бубњар кој ќе Апсолутно, дое нов. Сега ова има среќа, навистина некој работи со Ловано и со Дейв Даглас, некаква продукција, баш го менував Џон. Па имав концерт со Джеф Хемилтон на бубњеви, каде што Опа. диригираше овој Џон Клейтон. Џон Клейтон Хамилтон, уствари тие се Всушност да, ама тука диригираше он, а ја мора да свирам бас. помладите знаат Дајана Крал, Клейтон Хамилтон. Точно. Тоа претпоставам го знаат. Точно, И а овој бидејќи- гитаристот како се викаше тој мажот. Не е маш Не е маш, Ентони Ентони Уилсон. Уилсон, Ентони Джералд Вилсон синот, да. Сон, ама таа е уствари ритам секцијата. Клейтон Да. Хамилтон. Па тоа е, да, бидејќи Дајана ми е една од омилените пејачки покрај Стейси Кен. Значи, се си е на место. Клейтон, А за Џон Клейтон, да кажеме, тој е еден од најпознатите студенти на Рей Браун. точно. Така малце да направиме на конекција за гледачите Па на вака сега, подкаст. да ти кажам, Види, значи- овие се интересни работи затоа што во книгите не ги пиши, треба човек да истражува за да стигне кој се. Значи, во мојот CV, или како да го кажем, пишувам, првиот мој професор беше, се разбира, Велко Тодорски, тука, Велко, да. кој всушност мојата десна рака кога свирам walking ми ја намести до ден денес. Значи не ова, него ова, вика имаш Мартин, имаш тенки прсти, Така. долги. Вика, јас имам пократки прсти, појаки. Овде тебе ти оди вака прстот, пошто беа ептен тенки, како ти кажем, пред тоа свира виолина. Так. И вика за пицикато, викам како така свирите професоре пицикато? Саунд. Пази, свири со првиот прст, значи имаш басисти свират со прв прст или со двата прста или наизменично. Он свиреше вака, вториот преку првиот. Со дабл Ова. фингеринг, уствари Ова вака всушност одиде. за да вториот му дае сила на првиот од кој излегува И саунд. месо да извади, Да. да има. Значи да не биде сам, пошто сам никош нема да успее. Да, Тоа е ќе од биде. Велко Тодорски. Добро, супер. И до ден денес која ќе фати, значи која ќе фати темпо. Ова. Дон. Значи ова го гледаш Како го секогаш вториот пред првиот, кај мене тоа е Велко Тодорски. Так. Првиот мој international професор или ментор беше Реджи Воркман, за кој Реджи ти Воркман? реков во Грознјан. Речи Воркман свиреше со Колтрейн, така? Со Колтрейн на Индија, Ама да кажуваме, мислам, битни Точно, факти се басистот- тие, пошто Па всушност Зато јас сакам велам, да извини, пак ќе те прекинам, значи Ако? многу е битно и едукативна конотација има подкастот, затоа што овие имена, ако луѓето треба да истражуваат за да укапираат кои Разбирам, се, да. ние сме Реджи Воркман окей. беше еден од басистите на Џон Колтрейн, Така. мислам пред Џими Герисон или Гарисон. има и со Герисон и со Воркман и тоа беше првиот контакт со источниот брег на Америка за Така. мене. така, Тоа беше 90. East Coast. Кога отидов во Германија, првиот воркшоп ми беше со исто еден од значи омилени од скандинавците ми беа Пале Даниелсен, Мирослав Витоус и Арилд Андерсен. Мирослав. Сакам да кажам Мирослав е чех, ама сакам да кажам од тие ECM, ECM артисти, да. ECM артисти, да. И со Арилд Андерсен имав еден воркшоп, што беше многу поинаков него овој со Реджи Воркман. Така. И имав шанса, тоа беше 91-92 во Германија, онда отидов во Banff International Center of Arts во Канада, во Rocky Mountains, да имам workshop со Џон Клейтон. Браво се. Тоа беше пак back to the roots, пак back to... Он беше навистина вау.
Да, Во Джон тоа Пиркс. време мислам дека се уште свиреше во Амстердам симфоник Класика? оркестра као соло басист, да. Браво. И тоа беа, мислам, Гудало, мислам, Гудало и се, и саунд, и Так, мислев, леле, боже, и пази, не нога метална од томан или не знам од каде, него дрвен кодец, ко за вампири оние. Вака спицаст, викам, шо е ова сега? Цак доле, за да биде дрво, на дрво. гума доле, Да, ама дрво со дрво. Да. Неверојатно. Тој воркшоп го имав и уште 95-6 кога бев во Нью Йорк 6 месеци со Зоран Маџиров отидовме таму и со Един Карамазов. Да свириме некакво оф-Бродвеј шоу што го има они, јас со нив свирав 10 минути и остатокот на времето го поминува на New School, на моето несудено школо, со Реджи Workman, па имав воркшоп со Еди Гомез, па отидов кај него дома на приватни лекции кај Еди Гомез, му викам, Еди, ти си... Еди Гомес е басистот на Бил Еванс. На Бил Еванс, да, Најпознатиот на Чик, триото. да. Да, Еди Гомес. Да. Тоа е пред Скот Лафаро. Мислам, После Скот Лафаро, да. да. Прво беше Скот. Прво Скот, па едно Еди време Гомес. улета овој Гери Пикок дури. Тоа не Гери го знаеш. Пикок улета на една Сесија? на едно CD Гери Пикок е многу добро. А Гери Пикок е на Кит Джерет, контрабасистот. Точно. Така, и Джек Дежон е триото. Па Еди Гомез, па овој Марк Џонсон. Марк Джонсон, добро, тој е помлад. Да, веќе, млада да. генерација. Супер, малце. Интересно. И час по историја направивме. Ако, па да, и Особено, јас да се особено подсетам. за контрабасисти и час по историја. Па пази, оваа спика не доаѓа толку често, значи мора некој да те поттикне за да зборува за ова, иначе ќе си остане негде во Види, подсвеста негде. добро е позади. што вака на подкастите немаме како на телевизија 7 минути па да немаш време што сега кажеш, тука може да си кажеме колку сакаме. Да, Океј, да, имам да. неколку прашања. Да. Малце ќе Ако, свртиме ако. работа, да, ама спрема тебе, на кој ниво е джезот денес во Македонија и направи паралела со сцената каде си живеел, ти кажа дека најмногу си во Германија, иако си настапувал на секаде на светот. Ама ајде направи една паралела со сцената, особено со джез сцената во Македонија. Денес како изгледа, како беше во 90-тите? Една кратка паралела, па ќе ги видиме и другите прашања. Јас имам неколку интересни прашања. Па јас би рекол дека на времето кога бев јас клинец, единствената джез манифестација во Македонија беше Скопскиот джез фестивал. Така. И тука имавме шанси да чуеме врвни музичари кои ни стана идоли, еве на пример никош нема да го заборам бубњарот на Бети Картер квартет, Винард Харпер, со кој не сум имал шанса да свирам до денес, но ми останал тој начин на свирање бубањ го имал можеби Грегори Хатчинсон малце во тој правец, од овие што шетале значи нека Европа, пошто Винард се повлекол и останал во Америка повеќе или помалце. Беше како оса, значи така се свири бубањ по мене и така Јако. да, онака мислам голем распон на динамика. Тоа беше едниот и вториот од тие бендови кои ги слушнав, за кои сум благодарен. Тоа уствари не беше во склоп на джез фестивалот, што беше тогаш единствена манифестација за джез. Туку беше екстра некаква турнеја на State Departmentот, па беше месец дена после фестивалот, Майкл Брекер квартет. Со Джей Андерсон, Адам Нусбаум и со... Аберкромби да не беше? Не, со Джој Калдераца. И Джој тоа Калдераца. насред таа турнеја, Кени Киркленд откажал турнејата, За да свири со Стинг. за да свири со Стинг и да се предозира од премногу пари, за жал. Така. Нема врска, тоа беше значи джез фестивалот и Пак историја. Кени Киркленд. Да. А денес сакам да кажам дека во 4 бенда свирам со Адам Нусбаум. Да. Заради тој концерт. Ама јас те гледав во Охрид, ако се сеќаваш. Да. Со Радко. Да, со да. Зјаца и Зјаца, со да. Симоне. Занкини, да. Да, одличен беше концертот. Да, Но тоа е беше еден од бендовите. Пред колку? Пред 5-6 години беше на Така, Ноквицко лето така, во програма. така. И тогаш, мислам, дојдов специјално да го гледам концертот.
Се запознав, имам слика со Адам Нузбаум. Да, Онака сум го слушал милион пати. Да. И јас Аберкромби ми е еден од музичарите што можеби најмногу време имам посветено и Адам Нузбаум сум го слушал на илјадници албуми кои што и Да. концерти што ги отсвириле заедно и баш го прашав како е. Веќе нема како е. Сега Аберкромби е веќе почина. Да, точно, да. Мислам, се сеќам во склоп на джез фестивалот што го спомнав, Така. дека еднаш толку бевме импресионирани од Джон Аберкромби трио со Марк Джонсон и Питер Ерскин. После тоа некако овие бубњариве со мене што беа во одделение или како да кажем во средно бевме се уште, го киднапира Питер Ерскин и му покажа различни ајвари, не знам, го хранет на македонска храна, дома кај еден од бубњарите. Супер. И баш го бара, а каде отиде овој? Многу беше интересно. Така. Значи, ние... 5 бенда последно беше дека со Адам Нузбаум имаш. Да, не, сакам да кажам за Скопје во 80-тите, во 90-тите. Беше, да, се свиреше по Стерна, Ван Гог, значи секој петок, секоја сабота Ван се Гог свиреше. не беше рокерски клуб како Во Ван Гог, да, имаше, ако не знам дали е се уште човекот жив, што го водеше тогаш, свиревме секој петок и сабота во Ван Гог. Со Тони и со Дуев, триото? Не, тоа беше со Тони и со Дуев свиревме во Мейкап. По мейкап. Тоа не го знам јас. Во Мейкап. Требаше да свириме едно 7 пати џабе со сите цигари, значи тога се пушеше внатре и за да се излуфтира, се пуштаа 7 вентилатори од сите страни. За да Се сеќам дека не знам од што повеќе кашлавме, од промајата што фаќаше или од чадот или од двете работи заедно. Значи мораше да се снаоѓа човек. Од време на време имаше за локалната сцена МКЦ, ти викам, ни дава 25 мај шанси, беше тоаш. 25 мај, да, 25 мај, или пред војска и после војска имавме со триото Шпато концерти во Салон 19-19. Што беше многу Културно-информативен добро, центар сега. многу добро место за свирење. Тоа беше многу добра бина, многу важна. По кафичи се свиреше, во главно публиката не слушаше. Туку галамеа, се дереа, знаеш како, пија, се тропаа, се наздравуваше. Ние свиревме мање више за нас. Значи, немаше многу народ. Значи, Тони знам дека отиде во Беркли, Оливер проба да добие место во Грац. Јас точно се сеќам на моментот кога ми прекипе, свиревме во Виктор Викторија. Место што беше иначе онака за кафе, за голем одмор на школа. Не знам, свиревме со, не знам веќе со кој свиревме, аба беше многу добра свирка, беше Так. коза на CD. Супер. Свирката. Супер. Пошто ние концентрирани на свирката, луѓето не слушаја, си викам ништо Македонија, мислам дека раскрстив со тебе. Тоа беше негде 90-та за Великден. Така нешто. Ти прекипи. Ми прекипе и реков, добро, сега одам негде кај слуша народ. И веќе во Загреб беше дуро. Веќе беше. А во тоа време со оркестарот имаше соработки со тој стариот оркестар. Со Со новиот оркестар МРТ, знам дека со сега МРТВ? се врати од турнеја со новиот оркестар. Да, сакаш да кажеш дали со Да, со со МРТВ, стариот, со да, Биг МРТВ. Бендот? Па добро, татко ти усвари го формираше тој оркестар. На Да. почетокот, крајот на 48-49, некако така се води. Тогаш се Малце формира подоцна. оркестрите, може 52 нешто. Така нешто, сигурно. Ама сигурно тогаш се подоцна. формира оркестрите, после 48 ги формира народниот, после мислам дека ајде, Сега ќе ти Мање кажам, више, мислам. имав, значи секогаш кога доаѓа во Македонија, тоа беше еднаш до два пати во годината, да кажеме секоја есен и секоја пролет. Доаѓав да ги видам дечките од оркестрот, бидејќи многу така, и они мене кои ќе ме видеа сега, дали Дамир, дали Беџо беше се уште на клавир тогаш, Коце беше Коце, на баскет. Лимо беше Лимо. на баритон. Мислам, не знам, горе Сречко, Нојот, па едно време Ноев престана да свири, па беше као
менеджер или не знам, тука беше, знам дека мораше оди на работа, ама не свиреше веќе. Свиреше ристе или не знам. Во моментот кога дојдов да ги посетам, седи да пиеме кафе, ракија, не знам, они све што пие, знаеш. Так. И јас се седев на оние тука кај што се големите стакла на кај продукција, што гледат на кај пулт. И во моментот, не знам која година беше тоа, влезе тогашната нова директорка на МРТВ и го распушти бендот пред мои очи. Рече, од денес нема да постоите веќе во оваа форма како до сега. Тие што се вработени ќе доаѓаат и ќе се јавуваат на работа, нема да има проби. Тие што се хонорарци не мора да доаѓаат веќе, пошто нема зошто. Затвараме продукција. Беше придружувана од Белопете и од Пеовски. Они не можеа ништо да направат, они објаснуваа како тоа ќе биде, како ГБР, како од сега ќе бидеме само за проекти, кои ќе се свири, не знам, на площади или во Грција, не знам каде. Онда ќе ве составуваме и така нема да постоите веќе, нема продукција, нема да се снима, нема да се проба, нема ништо. И јас седев и викам добро. Значи ти си Јас ќе останам, јас бев сведок и знам дека татко ми да беше жив и да беше на моје место, нема да изгледаше добро за тие луѓе што влегува во моментот. Бидејќи како таа жена ги омаловажи музичарите и како почна да лазат на земја скоро, без достоинство, значи им го уништи. Не знам, ево ќе ти кажам, мислам, не ќам да споменувам имиња, но луѓето беа што цел живот биле во бендот на татко ми. Да. Со цело срце тамо, кога се свирало, кога се славело, кога се правило пауза, се правила со кејф. Family. Да. Малку да се работи, малку. Многу, ајде да се напиеме, се било со кејф. Да. Ко дечиња што се ги фатил дека, не знам, скриле нешто, еве, така, ги третираше господјата. И многу ми беше жал за нив. Така. Јас има свој живот, јас веќе свирев увелико, значи да кажеме, не знам која година, 90-тите беше. Јас веќе свирев, веќе имав снимено 50 албуми, веќе имав, разбираш. Тоа кога се може. После мислам дека повторно дека работеа негде 2000 и нешто се може би, не беше во таа форма. Не, да, никош не се оправи тогаш, ама тој беше моментот. Так. Значи во моментот јас бев таму и тоа е страшно за мене. Да. Па тоа е шок, да. Тоа е шок. Иначе не сум работел јас со нив, да сум свирал еднаш кога почина татко ми, знам дека ме зема со себе да свирам конги во Раденци. Бев како специјент, го држев, бев задолжен за баритон саксофонот. Да го носиш. Да го носам, да биде со мене и затоа се шлепав со нив. Так. А иначе таму свирев конги, знам дека Павел Ренџо свиреше тапани. Павел свиреше тапани, а Тони беше китановски. Не, шутевски а, мислам дека беше со синтезис веќе увелико. тој веќе беше со синтезис. Да. Па Дуев тоа свиреше едно време. Или Дуев, да, во моментот јас кога бев горе свиреше Дуев свиреше. Павел. Павел. И баш се сеќам Андреј Арнол, алтистот на Љубљанскиот биг бенд. Они беа после нас. Ние се симнуваме од бина и вика, шта е ових македонаца так пуно на бини? Добро, ајде од крајот на 90-ти да видиме денес, како ти гледа сцената денес. Бидејќи подкастот е уствари наменет за сцената денес и едно твое видување. Да, отидовме. Значи, сега можам да кажам дека се врати пред 2 дена од Хрватска, имаше настап со македонскиот краткорочно, значи националниот џез оркестар овде е навистина драго ми е што постои, бидејќи е составен од луѓе што студирале џез, што отишле горе да видат што е да се живее горе, истиот пат го имаат изодено како јас. Почнале од нула, од фамилија, од не знам кои градови на Македонија. Па не е битно. Така? Не е битно, но битно е дека е го истепале патот, виделе што е да се живее со ништо, со малце пари, но да се осети тој свет на џезот. Да, ма и страст и желба за да го правиш тоа.
Така што јас верувам дека тие се клучен на ова зашто функционира ова се. Бидејќи пола од бендот сигурно никош не живеел во странство. Така што тие може всушност на искуството на овие што биле горе и што научиле на вистина да свират на стандард како горе што се свири и виделе како се работи горе, тие го држат бендот и многу е добар бендот и мислам дека имаат значи многу е добро кога ќе ги повлечеш сите со тебе. Бендот е колективна работа, значи така. Не е само јас сум овој, јас Добро. свирам најдобро, јас Солисти имам како што да солисти кажам. има дел каде што свири солистот, но бендот за да звучи се Тоа е во ред, но на тие солисти им треба бендот. Затоа гледам дека се предадени сите овие што студираа горе да го повлечат цел бенд. Значи за целиот бенд да звучи добро и тоа е многу добро. Тоа е многу добро. Значи јас уживав, сега бев со нив во Загреб. Така. Свиравме композиции од различни солисти и интерпретатори и мене ми беше многу убаво. И неодамна имав солистички концерт со Биг Бендот во Битола, тоа беше исто прекрасно. Многу ми излегува во пресред што се однесува до програмата, бидејќи е тешко да се добијат и аранжманите. Оригинални, како што ги сакаш. Да, разбирам. Така што беше некој компромис со некои композиции, нешто донесов јас, нешто имаа спремено, нешто веќе имаа свирено. Така. И така убава програма направивме. Ама тие го држат денес, значи ако джез фестивалот беше во 90-тите единственото, сега се овие дечки што го држат и што држат джез сцената во Македонија. И се разбира Академијата во Штип, порано нели се одеше во Бугарија да се студира, овие што не отишле горе во Грац или не знам. Јас студирав во Бугарија. Гледаш, да. Значи цела генерација имаше студирано во Бугарија, како Оливер, Јосифовски, Алек Сикуловски. Алек, да. И не знам уште некои дечки со Сашко, Серафимов. Да, па еден бубњар што свиреше со нас, заборев како се вика. Со Маджиров снимив едно CD, Home се вика. Тој од Гевгелија. Првото. Од Гевгелија. Можеби. Тој исто имаше студирано таму. Па да, и повеќе, мислам дека околу 20 можеби повеќе. Да, значи луѓе сето завршија тоа си донесува Бугарија, си раѓа своји плодови. Да, па да. Малце беше далеко град за сите, знаеш, секој не можеше да го изоди тој пат и ние одевме во Софија. Ако. И сега Штип и нели се отвори во Скопје за популарни жанрови и така натаму, така и од овде има многу добар кадар. Мислам дека во моментот, ако нешто во едукативниот процес фали отворање на джез насоки во средните музички училишта. Се уште ги држат затворени тука кај нас, а од друга страна па проблемот се јавува што не им се запишуваат ученици. Заради старите програми по 50 години стари програми, класика, ворете, окей. Тој што сака да свири класика, па ќе свири класика. Да. Ама мислам дека во овој момент Министерството за образование нема таква визија дека треба да ја отвори музиката и музичката уметност да биде достапна за сите. Се уште ги држат затворени средните музички училишта и моје мислење е дека ако се отворат такви насоки, бидејќи некакви предмети има, се изучува историја на джез и джез ансамбл, кој што не знам дали ги држат, и треба да ги држат. Ама мислам дека нешто наредно за кое што треба сите ние како сцена и како колектив да се бориме да има во средните музички училишта насоки за нека не биде джез, нека биде современа музика, нека биде музика која што децата, учениците сакат во моментот да ја слушат. Па после секој ќе си го најде патот, ама се уште ги држат училиштата. Па тоа е всушност сегде на секоја школа. Значи јас како доцент едно време предавав малце во Мајнц, зашто им отиде нивниот басист и без аудиција ми рекоа дали сакаш да почнеш. Викам не, јас не сум за тие работи бидејќи сум бизи, така да ако не мора секоја недела бидам таму, туку на 3 недели ќе дојдам. Истите проблеми ги имаат. Значи тоа е насекаде во светот каде што се знае дека класичната музика е, значи ако се студира или ако се оди во средно музичко, во конзерваториум, класика. Класика. Да, бидејќи има навистина доволно
во очи на класичарите доволно има музика што е напишана за секој инструмент и доволно има работа за секој што сака да стане музичар, академски музичар. Джезот им е сувишен, како да кажем, джезот... Ама не е така. Во Германија викаат джез, у джез келер. У джез келер, доле таму, у подрум. Да. Салава оставија, значи тоа не ги бе горе. Истиот е проблем горе, истиот е. Па Истиот да, ама... Бидејќи во Европа сме, не сме во Америка. Да. Не е така. Не е така, но во Европа сме, а Европа ги има тие корени и тоа проблемите се исти сегде. Европските музичари... Интересна тема, начинов. Да. Мислам, тешко им е секако дека им е полесно да кога ќе се етаблираат, кога ќе почнат по култур амтови, по джез фестивали, по клубови да свират за добри гажи. Да. Може да живеат од тоа. Да, инаку за разлика од американците. Но патот е тежок. Американците малце поинаку, пошто ајде можеме да кажеме дека во Европа има фондови за култура едно друго, во Америка нема таква работа. Точно, и американците патуваат во Европа за да свират за пари, инаку со джез мани не се живее во Америка. Мислам, можеш да кажеш ти, јас го зборувам отворено. Апсолутно, можеш така да го кажеш дали е така или не е така. Така е, апсолутно е така. Таму свират за 50-100 долари, тука свират за 2000-3000 долари. Е така. Дури, ама ова е процес кој што не е од сега. Майлс Девис од 60 години Мингус турнеите ги правеле во Европа за да заработуваат. Точно. Прва станица е Јапан, втора Европа. Ете ти така. Добро. Спрема тебе кажавме што е дона добро во моментот во сцената во Македонија. Сега сакам да те прашам, спрема тебе, што недостасува во сцената? Еве си имам неколку публика, медиуми, промотери, менаџери или нешто сосема друго. Затоа што реално публика мислам дека има, особено во Македонија. Еве јас можам да ти кажам за Битол има фантастична публика. Баш софистицирана, како е вистинскиот, наслушана добра музика и за джез фестивалот едноставно полна е салата. Секоја година е полна салата и доаѓаат едноставно луѓето да слушаат. Истото е во Скопје, Скопски джез фестивал, кажавме 43 години, значи публика како публика има. Но немаме медиум, немаме промотери од Македонија. Немаме менаџери кои што бија туркале ова работа. Или како артист, ако ме прашаш мене, јас мислам дека джез експорт особено недостига македонски джез експорт. Нешто што го имат сите околни, а да не зборувам европски земји. Ај малку и на тој дел, затоа што во Германија знаеш како функционира и можеш да кажеш збор два и за тоа. Како германците ги прават турнеите со помош на нивните джез експорт офис, како ги викат. Значи јас колку што приметив на овие Jazz Ahead во Бремен. На Jazz Сајмот, таму одат. Да, таму сум ги видел само дечки од Скопје Jazz Фестивал, не сум видел никој друг. Значи не сум сретнал, затоа што они представуваат една интернационална институција што е позната низ цел свет. Така. Тоа мора да кажам дека каде и да сретнам музичари викаат, да, требаше да свириме таму или свиревме со него и со него, а требаше да свириме со него и така натаму. Некои луѓе заради тоа искуство имаат дури напишано и композиции. Например, Скопје е песна од Јаспер Ван Хоф што свирал во 80-тите години. Почеток. На Скопски. На Скопски или така нешто. И вика, која ќе ме однесеш во Скопје пак? Викам, ајде да те однесам. Да те однесам. И значи што ни фали? Ти велиш дека има публика. Во Битола има публика, верувам. Абсолютно. Љубители. Во Скопје, на Скопскиот джез фестивал, сега вака. Од секогаш се одело да те видат и да видиш други. Скопје било од секогаш декадентно што се однесува до тоа. Вистинските джез фенови, аудиофили, манијаци, како да кажам, джез манијаци, борци, джез борци, останувале дома заради овие. Што добиваат карти, што се шмугнуваат, а дојде нешто што не е комершал, што не е грув,
Беа во фоајето, каде што се пушеше и пиеше пиво од Скопска пивара, што беше една од главните спонзори. Значи, да, имало едукација, имало доаѓале секакви, значи од Хенри Тредгил, од, не знам, Ентони Брекстон, до, не знам, бразилциве, до, така, да, точно, значи, се можно, но публиката не се превоспитувала. Значи, не се превоспитала. Публиката е за commercial music. Да дое Метини, ќе доат, Метини. Да дое Холцворд, се знае кого ќе опрашаат. Дури од Белград ќе дојат ако дојде Метини, знаеш, нема само од Скопје ќе дојат. Да, скопјаните се за жал вака. Јас гледам по денес кои доаѓа на концерти джез. Значи не доаѓаат љубителите на джезот во Скопје, на джез, туку доаѓаат тие што добиваат карти џабе. И тоа е шминка што нема врска со джез. И пази, има слики, мислам ја ги имам тие слики. Слики што ги прави Татјана Ранташа, например, од музичарите, која ќе фати некој од публика, погледај на тие слики, кои ќе ги зголемиш, колку луѓе зјапат во телефонот. Пази, многу од луѓе, од тие луѓе јас препознавам. На таа слика точно ги гледам кои се, ги знам. И си викам, овие беа вака влага на концерт, а внатре седат и зјапаат на тоа. Пази, не е нешто многу тешка музиката. Не е Сесил Тейлор. Пази, на Сесил Тейлор се сеќаш, најмногу луѓе излегува, јас екстра останав, пошто ми беше најинтересно. Аплауз на крај. Тој бис. Пак аплауз на крај, пак бис. На 5 биса се врати Сесил Тейлор, ако се сеќаш. Мингус оркестра. Истото беше. Не знам дали не беше. Истото беше. За Алан Холсфорд, за Дейв Холанд квинтетот беше полна залата. Да. Дейв Холанд квинтет, Крис Потер свиреше. Да. И почнува вториот концерт, Мингус оркестра и гледаш еден по еден. Си излегуваат. Како име на тие дечки од Мингус оркестра што седат во преполн клуб? Ама знаеш што беше најинтересно? Јас бев таму горе качен од страна универзална. Јас зборувам за универзална сала што не постои. И јас легвам и долу на партер, си седнувам напред, нели си изчистија тие што ги зборуваш и си седнав како човек да гледам барем. Затоа што купувавме карти горе. На чатија што викат во видео. Да, лови. Не, за жал Скопје не. За мене Скопје тоа е го паѓа испитот, затоа што знам луѓе што седат вака кој јас и ти и што зборуваат за музика. Седат дома, не доаѓаат таму, затоа што не може да го издржат тоа, да го видат. Значи, не може они да седат и да гледаат и да го уживаат како германците, како австријанците, како јапанците, со респект, исклучување на телефонот, ставање во торба и не вадење, туку, навистина, зјапаат. Значи, имам повеќе светла во публиката, него на бине. Тоа е страшно. Јас не знам тоа, никош нема се промени. Добро, ја фативме малку нудо. За жал ми е. За жал е така, жал ми е. А што мислиш за Джез Експорт? Дали ни недостаја? Затоа што толку има добри, квалитетни изданија македонски. Значи, го спомна преге универзитетот Гоце Делчев. Тип се малце... Добро. Јас таму работам и се малце... Тупаво е јас да кажам, ама ти го кажа сам. Над 90% од активните чинители на современата македонска џез сцена или поминале или студирале во Штип, баш тоа што го кажа, порано одевме во Софија, сега имаме во Штип и толку многу нови изданија, толку многу убава, квалитетна, модерна музика и различна музика се произведува тука, а тие дискови изданија, цедина, плочи стојат во фиока. Например, германците имаат експорт. Аплицираат со дискот турнеа низ Европа, добиваат средства толку колку што добиваат. Знам дека патните трошоци, accommodation, половина дневници ги добиваат и да направат една нормална турнеа од 15 концерти. Или комбе бус да им дадат. Не е повеќе како што беше. Добро, можеш да кажеме, на таа тема докај 2005-та, 6-та, 2010-та, кажеме, можеби беше така, се одеше на турнеи, ќе се организираат, да кажеме,
Еве, ќе се викне Скот Хемилтон, например, Добро. или Хери Елен, или Добро. Питер Бернштайн, ќе се викне, ќе дојде во Европа, ќе спои тој 2-3 бенда, ќе спои еден бенд во Шпанија со френдови од Нью Йорк во Шпанија, ќе спои во Португалија, ќе спои во Франција и сега да кажеме во Германија. Еве со Мартин, например, он организира, Мартин Засе организира по едно 2 недели турнеја. Се Секоја година, секоја година. Секоја година, дали со Стив Гросман, дали со Хери Елен, дали со Така. Питер Бернштайн, дали со Џон Магнарели и така натаму. Значи, се организираат тие турнеи се најчесто вака. Значи, тука има 1-2 фестивали кои покриваат голем дел од гажите и од патните трошоци. И има еден куп помали клупчиња со кои пополнуваш. On the road ги On пополнуваш. the road, да платат пристојна гажа и хотел, за да не биде day off. Ако е day off, веќе Губиш, плаќаш, тоа губиш. Да. А вака барем свириш, бендот свири. Но тоа е работа на менаџерот, кој што ние во Македонија го немаме. Точно, ама менаџерите горе не се менаџерите, туку се музичарите менаџери. Ова е многу битна работа, да им го кажеме на младите. Да. Исто беше Четкар, знаеш, Четкар има Да. мислам од Тој си тука, организира. тој сам. Вика и нината во денешно време на музичарите self-management. Точно. Не можеш да чекаш ти Точно, да ти се точно. појави менаџер, кој мора сам да работиш. Не. Во 2 дена од денот, 2 сати од денот ќе си посветиш на Точно, self-management. Биро, да. Така е. И колку така да изгледа чудно, значи умреа major record labels. И тоа го нема повеќе. Точно. Никој не ти дава пари за да снимиш ти албум. Сега сите сме инди. Така е, Треба сам така да е. инвестираш, сам да снимиш, да го имаш најдобриот материјал, да го снимиш најдобриот албум. Да. И можеби ќе те издај некој, можеби, ќе ти стави печат лейбел и пак треба сам да работиш уште толку. Нема, тој ништо нема да ти организира. А порано како беше? Ти даваја пари за да снимиш Да. плоча и да те чекат за 5 години да издавиш 3 албуми или како и да беше. Сега Нема мене ми умре тоа време. Многу ми е интересно дека во денешно време, сега, баш пред месец дена, Влада Костадиновиќ, Добро. што е од Ковин, во Виена, што свири со Фаци, доби дил со Criss Cross Records. Добро. Да лета во Америка, во не знам кој од студијата, најврвно, со најврвен лајнап. И му платија се. Ето, видиш. Тоа е, значи не постои дека така сите што им кажав се чудат. Како успеал? Како успеал? Свири со нив, не знам, загризале. Да. Ама иначе сам ги организира, нема Се менеджер. сам self-management. Тоа е, да, ама треба да има свој бенд. Кој има свој бенд и добар си менеджер, self-менеджер, ќе имаш таква работа. Тие 10 дена е веќе се турнеја, прават а турнеи. 5 дена се веќе турнеи. Тоа не е веќе Веќе- месец дена. Ама нема. 5 дена Месец ако дена спориш, тоа е авиони, тоа е веќе- чудо и сам може да откриеме, значи картите, авионски карти од Скопје према било која дестинација во светот е 30-40% поевтино. Ова поскапи отколку било каде од друго место да леташ, значи возиш кола до Тирана за да леташ од Тирана, така? Да. Така, од Скопје се изгор картите. Ама и сега како ќе врзиш турнеја кога инфраструктура немаме никаква, на пример да си бев јас во мај бев во Франција. Добро. Франција можеш турнеја да направиш со воз. Да. Влеват точно. луѓето во воз, се воза за 15 евра кај сака, Да. свири гигот, продолжува со возот. Ај влези во Македонија во возот да више ќе те снајде. Или направи Добро, турнеја. се вози со комбе или така. Турнеја со воз низ Балканот направи. Оди Да, во да. Босна Да. со возот. Да. Да Не, видиш со ќе те комбе. снајде. Значи на Балканот веројатно со комбе се вози, јас летав пред некој ден. Ама летав само за да стигнам на концертот со еден од вашиве бивши студенти Филип Динев, Да го поздравиме. што Филип. многу го Одличен, ценам, многу го одличен. ценам Златен. бидејќи цепа свое. Значи својата музика ја Така промовира. треба, така треба. Уметност е, Така тешка треба. е музика. Така треба. Не е лесна ни за свирење, ни за слушање. Ама е посебна, навистина. Значи шапо. Така. Не успеа бидејќи удри огромна птица во моторот и ме приземи и не стигнав на свирка. Колку ми е криво. Да. А дуо ќе беше, разбираш, Да, дуо, да. пази дуо. Дуо Имам концерт. неколку дуа чуено.
Едно од нив беше Гарбарек Eberhard Weber и едно Пет метини гитаристичко. Чарли Хейн. Например, Мисуринско. например. Ама во живо. Во живо, во живо. во живо, вау. Дуо е супер работа и многу ми е криво. Добро, има Джо Пасоела, имат друго. Да, да. Или да, Филип Кетерин, Нилс Педерсен и така натаму. Значи, тој ми е многу, од вашите, не знам дали, има уште еден гитарист, кој е многу добар, од Велес, Петар. Да, Петар Марков. Мој студент. Петар Марков, да, Одлично. го мотивирав да оди ваму каде што почнав јас, и каде што супер. почна Левин син ми, и каде што загриза. И знам дека добро време имаше таму, дека помина добро. Мислам дека треба да излезе, пошто Филип Динев беше во Хамбург, а предходно студираше. беше во Будимпешта. Многу- Преку Еразмус. Тоа му помогна Апсолутно. многу. Истото треба и Петар да го направи и ќе тргне по свој пат и ќе За му секој тргне. млад, Да. кога ќе стигне еден одреден левел тука, значи млад човек стигне, ќе дипломираш тука, магистарски, Да. или пак, не знам, помини некое време, излези надвор, осетија таа сцена. Например, мене Culture Shock ми беше во Софија кога се преселив да живеам. Да. Таа сцена, тие джем сешони или концерти, каде ќе ги гледав јас во Битола, ако или ајде во Скопје, бидејќи јас студирав 2001 година. Да. Да. Тогаш да. немаше тука джез сцена да се свират Немаше, стандарди немаше. или да има Немаше. джем сешони. Сега Рок н рол има се место. свиреше, Сега- джез свиреа, Стратус, Били Колам се свиреше. Да. Джезот тоа беше, така? Да, тоа беше джез. Да бидеме искрени, Били Колам. Имаш право, да. Океј, ајде уште неколку прашања. Ти си настапил во аудиокултура. Сега сме во аудиокултура. Преку концептот Life at аудиокултура успеа да го извлече джезот надвор од фестивалската рамка, значи да го врати, креираш едно повисоко ниво на промоција на джезот и генерално на музичката изгледа во живо. Кои се твоите впечатоци? Јас знам дека тука настапи со Филип, мислам дека свиревте, и со Виктор, трио. Да, тоа беше, Ама пази, и тоа си не беше настапил. во, да. Значи во аудиокултура сум често, сакам да кажам, радо, како се вика тоа. Радо сум тука. Драго ми е кога сум тука, бидејќи имаат прекрасна колекција на плочи и оно баш препознавам работи што ги знам. И И си што е не ги бил- знам. и си е бил Да, добар. многу Активно. се добри, кафето им е супер, атмосферата е прекрасна, луѓето се предадени и така, како ти кажам, многу, значи, штета што немаме во Германија вакво место. Сега за мене како интернационално активен, значи јас не можам да настапувам во аудиокултура пречесто, значи затоа само една сум настапил. Па кога си тука, апсолутно. Да, кога си тука. и кога навистина уметнички, кога ќе биде навистина нешто посебно. Да, тебе ти е... Да, и да ти биде интересно и тебе. Бидејќи јас снимив и плочата со Амалија Бараона, например, Да, јас свирам на бе. таа плоча, прекрасна плоча. Настапи Амалија. Ама сега не можев ја да дојам екстра од Германија за аудиокултура да свирам, разбираш? Да, така. Тоа веќе треба да биде и нешто многу посебно или нешто да, некој проект каде што јас како ти кажам, значи дуо, трио, нешто баш посебно. Нешто интересно. Пошто треба да бидат условите да има клавир вистински Да, клавир и вистински. бубањ вистински и тишина и Ама тука е така, знаеш. Тука е така, ми се допаѓа. Аудиокултура со овој проектот, значи што е Life at аудиокултура, навистина едуцира публика која што доаѓа Да, и диши со тебе. Те слуша 50 луѓе. да. Супер Тишина, беше, со Филип беше тишина. прекрасно, беше баш музиката права и со Виктор Филиповски. Да, Тоа беше фино, ама мислам дека не беше во склоп на аудиокултура Промоција програмата, на туку беше дискот. негова иницијатива, тоа сакам да кажам. Но како клуб е можеби единствениот джез клуб во моментот. Не е джез клуб, но најблиску до джез клуб. Да, го има таквиот капацитет на джез клуб, бидејќи луѓето што го држат имаат врска со музика. Сега тоа му фали малце на Скопје, да има вистински джез клуб што ќе биде со програма джез, кај што ќе се слуша джез, кај што ќе доаѓаат луѓе што Сакаат да джез. разбираат и каде што нема галамат, кај што ќе биде тивко. Такви места, да, кога ќе размислам, освен ова, не постојат. Така е. Пошто нема ни еден джез музичар
Значи треба газдата да биде джез музичар, веќе да го има поминато тоа, а да не мисли комерцијално, Апсолутно. туку да мисли само ова е тоа, ова е мое бебе и сега ќе го хранам со бебешка храна и тоа е тоа. Нема да правам компромиси. Разбираш? Да, еден мој студент, Александар Бушков беше пред тебе писам помлад е тој. Добро. И му кажав, не чекајте ние што сме 50 плюс години да ви отвориме джез клуб. Не, вие сега отворете си джез клуб. Вие сте тие кои што се собирате на таа возраст, ја сакате ова работа и ако не си отворите вие, јас сигурно нема да ви отворам. Точно. Со милион проблеми на глава. Ама джез клуб отварање значи и гастрономија, и инспекции, и да пасува така, ова, и да така, биде така. тихо доволно и да биде доволно рано на крај. Разбираш, не можеш да направиш ти джез не знам, да цепаш до 12-1 ноќе. Значи не можеш, во овој град не можеш. Мора да биде по-комершал, мора да биде, не знам, што долу, Ќе го скриеш пак. Мислам, Добро, ова е алтернативна сцена. Не е финансирано од држава, не е филхармонија, не е опера. Да. Спрема тебе, Тони да. кажа многу убаво, ама нема да ти кажам што кажа Тони за да не го повториш. Добро, кажи ми. Колку алтернативните сцени се битни и нудат квалитет по ваков основ, значи за промоција на джез и современа музика. Колку е битно да има алтернативни сцени? За малце го начнати. Па не, многу е важно луѓето што Значи јас знам дека браќата Теохарови тие знаат. Да. Тие стојат како прво позади врвен квалитет. Така. Тоа тие што го прават е врвен квалитет. Да. И така да врвен квалитет тие дозволуваат да влезе овде. Тоа е исто. Така. Значи секако дека поинаку размислуваат него некој сега да не спомнувам од кафичиве скопски каде што се свири джез. Нема потреба. Каде што е само не е ни мода. Тоа не е ни мода, пошто не се инвестира ни тепих. Не се инвестира ни евро саундот да биде таа музика да звучи. Значи тоа трешти, тоа се Нема стакла. да коментирам, нема да тоа коментирам. се стакла. Не коментирам. Подови, не знам, плочки, стакло, плочка, бетон. Ајде кажи ми кој инструмент ќе звучи на такво место. Ниеден. Така е. Земи кој сакаш. Така е. Земи електрично пијано, најлошо или најдобар концертен клавир. Бубањ високо, ниско наштиман, лош, добар, све звучи канта. Се е канта, така е. Така што нема што да правиме муабет за тоа. Секако дека се овие солта во храната што е безвкусна. Секако дека се овие дечки апостолите. Океј. Значи, многу е битни се алтернативните сцени за градењето на современа сцена, затоа што без вакви места нема музичарите каде да се изразуваат. Просто на фестивал ќе настапиш еднаш и по 5-6 години, ако имаш среќа да те викнат уште еднаш или ако имаш добар проект, па ете, ќе те викнат. А музичарот треба да живее од нешто и без клубови, без алтернативни сцени, едноставно не може да живеат и затоа музичарите го фаќаат на другиот пат, или ќе стани програмер, или ќе ја напушти државата. Не сум толку едноставно. Да, така Дали си согласен? Така е, да. Пази, мислам, првата лекција што ми ја кажа Реджи Воркмен, кој има 20 години, рече никош нема да свириш во твојот роден град. Never play in your hometown. Значи, кај што живееш. Вика, зашто? Зашто ако свириш пречесто, кој ќе доеш со опасен бенд, ќе кажат, ја го знам, секој вторник свири вамо, еднаш во месец свири тамо. Сега што да плаќам? Колку да платам? 20 евра? 50 долари, не. 20 евра, 30 евра да платам да го слушам? Да, фаци се. Ама јас знам како свири он свири секој Вторник. Зато, рече. Така да јас се држам до тоа всушност. Кога свирам во Келн, кај што живеам, свирам само во Кинг Георг. Тоа е некој. Тоа е еден клуб и таму се плаќа дебело. Ама имаш и влезница, претпоставувам, публика плаќа влезница. Да. Тоа не се плаќа влезница. Се плаќа влезница и студенти плаќаат пола, што е добро, има секоја студенти и бендовите се секојаш топ. И се снима плюс
има live stream првиот сет, вториот сет не. И тоа е единствениот клуб. Види, мислам генерално како промотер, од страна на промотер, пошто организирам джез фестивал. Мака мачиме со продажба на влезници. Значи, кај нас луѓето не се научени да купуват влезници. Да. А пред една недела се вратив од Кина, бев во Шангај на една најголема светска конференција на арт фестивали, директори на арт фестивали. И ако ти кажам бројките од продажба на влезници во Кина, колку изнесуваат, значи Шангај има 2900 театри. 2900 театри, Да. кои пола се под капата на државата, пола се приватни. Тоа е Шангај. Шангај. Само Шангај. Само Шангај. Шангај има 22 милиони луѓе. Да, Значи, да, ето, да. дневно влегуваат плюс 15, значи до 35 милиони влез излез прават А дневно. влезниците? Влезниците, мислам, Колку им? ќе ти кажам, мид-левел на театар, Да. за минатата година со 4 представи, генерирал 3 билиони јуани. Тоа значи преведено. 7,8 е 1 евро. Билиони. Океј. Значи, Океј. сериозен бизнис и сериозна индустрија е уметноста пред се. Не велам само джезот. Значи уметноста. Да, да. Кај нас се мачиме да продајме карти и да ги убедиме луѓето, гостите, публиката дека уметноста не е бесплатна и дека уметниците не се туку така дојдени тука да свират и дека тој уметникот треба утре струјата да си ја плати, треба кредит да плати, треба, не знам, семејство да направи. И затоа луѓето се оцелуваат од тука, затоа што грижата за вистинските уметници мислам дека можеби не ни постои. Најсмешното кај нас е всушност тие што имаат пари луѓето, што возат девели джипови и живеат во вили, тие се првите што се гребат за гратис карти. Значи треба тој да има доблест и да кажеш. дојде Да. и да плати влезница и да каже тоа е нешто што И да остави типс во кутијата, кој ќе не гледа никој. Типс, да. Нешто, например, во Лјубљана, јас свирев во Лјубљана, карта за карта, ама има кутија за типс. И кој сака си, Да, си да, плава да, плюс да. за музичарите. Тоа е уствари општествената грижа за уметноста. И за тие луѓе да не ни се оцела. Го кажа Филип, Значи- Филип беше Германија. Да. Уште малце ќе издржи Филип тука и ќе му светни, пак и ќе речи доста е, дечки. Мора да работи нешто друго, Да. за да преживее. Сите програмери ќе станува. Мислам, подкаст се можеме вака полабаво да збораме. Знам. Океј. Добро, тука се должи на мојот инструмент. Јас свирам бас, па затоа не и сум да пора- програмери, значи јас ке бев Алек програмер. беше, нели, Алек Секуловски има преку 140, тој кажа 130, ама да, вика, јас сум сайдмен, значи свириш, Да, значи сайдмен, да. без контрабас и без тапани нема, Да, да, да. нема група, нема оркестар, нема джез, нема, сам има, ама се многу ретки. А особено без контрабас, сум тамам работа. Океј, ајде вака да те прашам се уште неколку прашања. Дали знаеш колку има активни джез фестивали во Македонија? Помисли, како бројка, немој да гледаш. Не гледам, и кратко сум. Па су. Па јас затоа ночарите ги не можам. Чекај, викаш джез фестивал. Джез фестивал, па добро се. Джез. Или значи во Скопје јас мислам дека има негде едно 5. Океј. А да не читаш? Не читам, не. Сега кога ти Добро, викам добро. дека од 7 години носам научари. Ствари не носам. Во Скопје нека има негде 5, сега чисто онака си одам. Треба само да пазам да не помешам со други градови. Така, јас ќе ти ги прочитам после. Можеш само како бројка да кажеш, па после ќе ти ги А прочитам. во остатокот на Македонија не знам да кажеме дека има, може ли да биде Jazz и World? Може. Може. Jazz World. Па еве да кажеме дека уште едно 7-8 низ Македонија да има. Еве да кажеме да има Велес, кај што требаше да свирам. Да. Еден за кој знам. Дали сега во Битола, освен Jazz Factory, фестивал, дали има уште нешто, не знам, во склоп на Битолско лето може да има еден нешто. фестивал, така? значи светска музика што е. Гледаш, Ама окей, таму сум. не па, добро. Ричард Галијано беше вака Добро, окей. најджезер. Окей. Ама е сериозно име. Сериозно. Значи, да кажеме, еве, значи 8 низ
низ Македонија и негде 5 во Скопје, од кои не знам дали Off-Fest го сметаш Значи за... имаме 10 фестивали, иако Добро. ова година мислам дека се раѓаат уште 2 или 3 фестивали, така Добро. да изгледа ќе стигнеме до кај бројка 13. Океј. Сега јас ќе ти ги прочитам вака фестивалите. Добро. Ќе ги прочитам и за гледачите на подкастот да знаат дека има Добро. джез фестивали, дека луѓето прат музика и дека сме живи, дека постои оваа сцена. Океј. Скопје джез фестивал 42 изданија, ама ова ми е стара информација бидејќи сега беше 43-тото издание. Добро. Off-Fest Скопје 23 изданија. А Стибо джез фестивал во Штипе тоа 14 изданија со прекини. Овие се во Кога се случува тој фестивал? Стибо, па тој во крајот на август, почетокот на септември, ама мислам се реализира или не се реализира, зависи од поддршката од Министерството за култура. Ако Тоа е добијат тоа пари, што е го прават. надвор, open Надвор, air? Да. Сум го свирал 2 пати или 3 пати. Јас мислам на првото издание дека свирав таму. Да. Добро, Прилеп джез викенд има 12 изданија. Денес се е джез Скопје, тоа Ибни Пајко Гоце што го прават, здруженијето што го прави. 8 изданија, значи еден Тоа ден. тоа не го знам. За џама што беше здруженијето. За 31 30 април. денот International Jazz Day. Разбирам. Па така се вика уствари денес се е джез Скопје. Добро, океј. Джез Фабрика фестивал Битола имаме 7 изданија. Добро. Куманово джез фестивал 7 изданија со прекини. Тетово джез фестивал тој претпоставам не го знаеш. 6 изданија. Одлични се. Супер се. Добро. Крај Вардарот джез Скопје 5 тој го изданија, знам, тоа е Владан што го прави. И Арт Генератор Велес, тој е тој новиот Славчо Сега екипата. кај што требаше ја свирам. Кај што требаше Што го пропусти. со Филип да свириш. Птицата што ме предухити. Добро, си имал среќа со птицата, така да. Океј, сега прашањето што ми е, значи имаме сериозна бројка на фестивали, Охрид 10. нема ништо? Па Охрид мислам дека пробат да направат джез фестивал, ама Нешто имаше кај во програмата на Охридско лето, ама се уште не е тоа како джез фестивал. А порано имаше овај Охридски, како се викаше тој? Па Тино имаше од Джезин. Тино едно издание направи Васил Свиреш. Васил Точно, Хаджиманов таму бенд го направи на Кадмо, не Кадмо од другата страна тие, ама толку. Толку, Едно значи, си издржа, тоа се да, сеќам, да. мислев дека тоа се уште Не постои, не, Тино не го. Куба Либре. Куба Либре. Браво. Сега, каков е вашиот однос со луѓето во организацијата, ако сакаш можеш да кажеш, ако не киш не мораш, особено со оние задолжени за програмско редување? И колку сте задоволни дали се служувате со различните концепти кои се застапени? Сега, не знам дали ги познаваш доволно ти структурата на концептите. Например, овој што го кажа кај Вардарот джез, Владан беше, тие имат PMG издаваштво, знаеш? Издават Не знам. 50 албуми имат издаено и албумите тековно како што ги издават, фестивалот го користат за промоција на артистите, што е еден поинаков модел. Например, ние Jazz Factory, бидејќи интернационален фестивал, некако сме на 50-50. Ова година програмата 60% интернационална, 40% е домашни артисти. Значи ќе имаме 5 артисти македонски кои што ќе настапат, значи 5 изданија нови ќе промовираме. Скопски джез фестивал на пример е еден концерт имат македонци, другите се интернационални. Мислам различни се концептите. Сега не знам, спрема тебе ако сакаш одговори, Значи јас ако не, јас вака на Тие што ги познаваш или на кои што си Скопскиот настапил. само со Васил Хаджиманов свирев 11-та. Кога беше тоа првата плоча која Ел Равал со Алек триото. Бидејќи тоа излезе за СД Така, СД Скопје Джез фестивал, да. Па свиревме као предпрограма некаква беше тоа, не знам, почеток на фестивалот. Го отворивме, не А чеки, тоа не беше во опера и балет. беше. Па тоа беше официјалната програма. Океј. Тие што се на опера и балет се официјална програма, а тие како сајт програма или програма плюс, не знам како им се нарекува, во МКЦ ги прават сега. Тогаш можеби. Да, не знам, значи тоа беше Тоа беше единствен пред пат да 15 свирам години, на тој. колку е тоа 15 години, може повеќе. Да, 13 години, да. Значи тоа беше прв пат, прв и единствен пат таму да свирам. Ама не знам, сега не сум запознат со... Да, ако не си, не си. Исто и кај тебе Не си. свирав со Васил и таму не сум запознат што како, само знам дека бевме во Белград, на Калемегдан, па бевме Некако така беше. во Куршумлијан и во Битола. Така, 3 концерти беа, да. Да.
Значи, тоа што А го тој знам. концерт мора да го повториме, да знаеш. Може. Обавезно. Може. Или па некој друго акустик трио. Може. По твој предлог. Може. Така да, за 10-тото издание на фестивалот, јас спремам таква една подолга програма. Од ова година, мислам од ова година, ние секоја имаме 4 денови, од кои 3 се фестивалски, ама 10-та е кога? До година? следна Или година е 26-та? 8 издание ние. Добро, окей, има Ама време. за 10-та година... Има време, млади сме шо, нема веќе. Па може и порано, Мартин. И знам дека требаше, веќе ме прашуваше Радко Зјача за да настапи на концерт на ова покрај Вардарот, крај Вардарот. Пред година или две, не знам, нешто небитна. Па сега што ќе биде? Нешто ќе има, мислам дека ќе има нешто. Со Владан зборував. Нешто со музика на татко ми ќе има. Одлично. Да. А тие правеа, мислам дека правеа еден биг бенд, голем нивни бенд со музика. Да. И така, иначе другиве фестивали, не знам, еве Велес го пропуштив. Ама добро сега, тоа е окей, пази. Значи ако свирам еднаш во годината во Македонија, тоа е за мене окей. Тоа е во ред, тоа е доволно. Треба повеќе да свириш ти си. Не, ама сакам да кажам, тоа е доволно. За мене е тоа доволно, пошто сум си ја дома приватно, како да кажем, јас сум деловно вамо, каде што се продуцира и каде што Германија. Да. Ти си дел од таа сцена. Точно. Да. Таму сум отишол, сум ја платил цената и цепам. Да, те разбирам. А тука сум приватно. Тука си Тука е вака, на кафица, подкаст, да снимаме. нешто да си позборуваме за джезот. Добро, ова прашање е малку поврзано, ама со ти, ќе ти го прочитам, па ти како сакаш. Сте настапувале надвор, многу, кажа дека поќе свириш надвор колку тука. Споделете со гледачите на подкастот како дојде до таа соработка и што беше пресудно за ваше ангажирање. Ова е за младите, ама ти добро кажеш, ти таму живееш, така да, нормално, дека ти си дел од таа сцена и настапуваш таму. И соработките ти кога живееш само од тоа, мора да бидеш таму присутен. Еден од бенд лидерите со кој имам снимено, веќе со кој свирам 13 години. Така. Пушти една вест што е fake news. Вика и тоа, пази. Значи последно од CD се сними и вика Мартин за сите нешто зборува. И вика бендот ми е веќе 10-12 години веќе свириме на турнеја. Значи секоја година имаме турнеја по 10 дена. Така. И за секој од музичарите нешто каже и за мене вика Мартин е еден од најбизи басисти во Германија и во Европа воопшто. Вика, ама сега е тешко да дури и потешко да се добие пошто сега живее на Балканот. Викам, немој така. Немој така, ќе ми Готово, 50% рачунај. Ке ме зезнеш, како да кажам. Значи мора да бидеш присутен. Ако си во Њу Јорк, мора да бидеш присутен. Ако се начуе дека си добил џоб во Базел на академија, готово, има други играчи цак одма. Ова го кажа Тони, значи Тони кажа многу мудроsti, ќе го гледаш прво Тони, пошто после него ќе видиш ти. Вика, јас бев во Италија, сега свиревме на промоција на албумот, одлично, супер. Да. Одлични рецензии со Стефано Ди Батиста според мислам. Браво. Одлични рецензии. Да. Што кажа Тони, вика, ќе одиш еднаш? Ќе одиш 2 пати, ај остани на сцената, не можеш. Тука мора да си таму. Па за да бидеш дел од сцената и за да тоа што го правиш ти во Германија, така? Да, не може. Јас одам на 3 години во Италија ќе свирам, ама тоа се еден концерт го свириш. И толку е, треба да си таму за да бидеш дел од сцената. Иначе не се функционира. Мене ми е календарот полн. Ама полн е, како ти кажам, сега дојдов на 10 дена. Утре леташ за Германија, кажи, утре. Утре сабајле летам во 6:20, во 9 стигам. Така. А знаеш која ми е пробата? 500 километри од таму. 2,5. Во 3 ми е тонската проба на и фестивал да во имаш Штутгарт. концерт и свириш концерт. Ама не, проблем е како од Дортмунд да стигнам до таму, а треба дома да отидам по бас. И по алишта и по се. И по бубњарот. Значи,
Веќе сега е Не, она не е easy job. Па не е easy job Не е воопшто. Воопшто не. Добро, значи за младите, ако сакате да настапувате многу надвор, треба да живеете надвор. Треба живее. Не можете од Да, Македонија. не може од мислам. овде, не. Од тука овде- може да свирите 5 концерти годината, нешто што јас правам 5 до 10 концерти. Нешто, Надвор, тоа е. Еве сега, Толку е. сега беше на пример културниот информативен центар на Македонија беше исто као некако не спонзор, ама да. Беше како одскочна даска за свирење на во Загреб. Така, значи Да. помогнаа малце и така натамо да сме во Европска Унија или кога би влегле во Европска Унија, онда би имало вака. Би имало денови на македонската култура во Виена, па би свирале сигурно македонски бендови 3-4 дена, различни бендови во Порги и без. Ама не можат и така сите натаму. да свират Порги и без, треба да го изнемат за да свират. Треба, ама ќе го изнајмат сега, сепак. Ама тоа е Европска Унија, така како правеа и румуните и со румунски Сите истото бендови го прават, свират, ама сите и истото со го хрватите прават. свират, Сите со истото Матија го Дедич прават. свирав тамо на хрватски дани джеза у Бечу. Али кога влегува они Свиреше тамо. Битола се биловме сега, летово беше. Да. Тоа е, друг начин начин нема. не постои, не постои. апсолутно. Мора го да живееш, мора да платиш цена. Мора да ја платиш цената. Добро. Ова малце чудно прашање ќе ти биде, ама ќе пробаш да го одговориш. Кога не би бил джез музичар, джез артист, кој е вашиот алтернативен избор на професија? Такси. Како Меккој Тајнер, како секој... ова него Убер, модерно Убер. Знаеш, Па, Убер, да, да, Убер. модерно. Пази, пошто ако добро се снаоѓам во ноти, јас имам одлична координација, ориентација, пардон, каде и да се наоѓам. Така да што кој што свирам добро контрабас, така добро и возам. Добро. Сигурно. Да. Значи тоа не може никој да ме го побие. Алтернативен избор Тоа ти ти е викам. такси. Па да. Океј. Убер, whatever. Ова не го очекував, ама супер. Не, окей. Thanks. Тоа е cool. Океј, одиме последното прашање. Искрена порака за младите, оние кои што доаѓаат и кои што во догледно време би седеле тука на истото тоа столче и би биле гости во некој джез подкаст и да зборуваат за собствената кариера. Да им дам тип или Искрена порака, нешто. искрена нешто порака. наискрено. Искрена порака. Некој што сака утре со джез да се занимава или со современа музика. И да биде таму, како што кажа, во визбата долу, не, пошто во Европа кој живее, ќе биде во визбата. Јас би рекол да, значи, своите идеали никогаш да не ги предал, да не ги жртвува. За полесен живот, за повеќе прифаќање, за повеќе, значи, од секој сме биле 0,00001,3%. Така. Да истраат и да ги користат синапсите во мозокот, како што велат научниците. Најбрзи се синапсите на тој што импровизира джез музика. Да ги искористат за тоа. Да не ги трошат на глупости. Така. Да не трчаат по успех Многу битна Само- работа, многу битно. или по пари, туку тоа за што се повикани на тоа да останат доследни. И да трае жарот, предпоставам, она Жарот иницијативниот ги жар, трае. првиот. Тоа е, што- да, тоа е првата љубов, да остане во нив. Да. Тоа е многу битна работа. Мислам дека кажавме многу вистини Мислам и јас. и не знам, брзо ни помина времето. Ма, супер. Да. Фала ти уште еднаш што Да. беше дел од подкастот. Благодарам. Се надевам дека на покана. ако имаме втор, трет или пети серијал, пак ќе ни видиш гостини, ќе донесеш уште 50 албуми. Ја сигурно ќе Да, донесеш да. уште 50 албуми. Сега ќе направам една листа убава. А ќе ми пратиш некој линк за да изслушам. Нарочито тој жолтиот што беше со авангардното трио, тоа сакам да го Ау, слушам да, со да, да. Орнет Колма што кажа дека Да. бидејќи ми е така јас. Он свири Тоа го тенор, сакам. ама е најоткачен што може да биде. Ма супер. Добро Мартин. Фала ти уште еднаш Важи, и Сашо, супер. се гледаме Баш добро. следна година. Важи.